Почитувани добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е членот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и раководител на Централниот регистар во Куманово, Игор Божиновски. Господине Божиновски, добро вечер и добре дојдовте во нашата емисија. Добро вечер. Најпрвин да ви се заблагодарам за поканата за гостување во вашата емисија и да ги поздравам гледачите на Телевизија Плюс. На последните парламентарни избори ВМРО ДПМН успеа да освои победа во втората изборна единица, исто како и во повеќето, нели, но сепак еве со оглед на состојбата се уште не е формирана влада. Се надевате ли деновиве што ќе се случи актуелно, еве и еврокомесарот Јоханес Хан беше тука, разговараше, ќе придонесе ли неговата посета за тоа? Вака, значи ВМРО ДПМН на последните избори на 11 декември 2016 година победи во втората изборна единица, но ВМРО ДПМН победи и во Република Македонија. Ова е 10-та поред и јубилејна победа на ВМРО ДПМН започнувајќи со изборните циклуси од 2006 година до сега. 2,5 години Република Македонија е заложник на една креирана криза која сите се надевавме дека ќе заврши со овие предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, кризата не само што не заврши, кризата се продлабочи, Македонија влезе во една лимбо фаза, Македонија се уште не може да добие влада која ќе ги понатаму остварува програмите зацртани, која ќе се грижи за интересите на граѓаните на Република Македонија. Како што знаеме, ВМРО ДПМН и председателот на партијата, господинот Никола Груевски, го доби мандатот за формирање влада, меѓутоа во уставно предвидениот рок од 20 дена тоа не се случи. Не се случи од повеќе причини, меѓутоа има неколку круцијални причини поради кои не дојде до повторно формирање на влада помеѓу старите коалициони партнери ВМРО ДПМН и Демократската унија за интеграција. Има неколку сегменти, меѓутоа најбитното нешто е платформата зад која застана Демократската унија за интеграција и останатите партии од албанскиот политички блок е неприфатлива за нашата партија, за партијата ВМРО ДПМН. Платформата сама по себе носи многу негативни последици за Република Македонија, почнувајќи од воведување на двојазичност на ниво на целата држава, редефинирање на самата држава, менување на грб, менување на знаме, менување на химна и уште некои други елементи. ВМРО ДПМН како партија донесе одлука дека не може по секоја цена, тоа и председателот на партијата во неколку наврати додека траеше периодот од 20 дена за формирање влада, го истакна и го потенцираше. Влада ќе формираме, но не по секоја цена. Македонија, за жал, е уникат држава во светски рамки, каде што одредени политички партии чекаат некој од надвор да им каже каква одлука да донесат за својот двор, за својата држава. Дали да влезат во коалиција со некоја политичка партија или да не влезат во коалиција и формирање на влада. За нас, како ВМРО ДПМН, платформата што зад која застана албанските партии, предводени од ДУИ, представува еден вид репреговарање за Охридскиот рамковен договор. Години наназад, последните 10 години, се зборуваше и внатре во Македонија од експертската јавност и од надвор дека нема повеќе простор за преговарање, проширување, надградување на тој еден Охридски рамковен договор. Тоа е завршена приказна и секое ново истакнување на некои нови барања од страна на една заедница отвара Пандорина кутија. Може да се случи, нели, поголемата заедница, македонската, да изнесе своји барања, своја платформа, своји зацртани цели од кои нема да отстапи и тоа нема да не води никаде. ВМРО ДПМН е сигурно и убедено дека на Македонија во овој момент не и треба двојазичност на територијата, на целата територија. Тоа не е согласно Уставот и тоа не ја одразува демографската
состојба во нашата држава. Да не се разбереме погрешно. ВМРО-ДПМНЕ не е против албанскиот јазик, ВМРО-ДПМНЕ не е против албанците во Република Македонија, меѓутоа воведување на двојазичност на како албанскиот јазик како официјален јазик на територијата на целата држава не е нешто што демографски осликува Република Македонија. Иако се гледа по распоредот, по бројноста на заедниците, нели македонската, албанската и останатите заедници, како и географската распореденост на албанското население во Република Македонија. Затоа остануваме на тој наш став. Постои ли можност СДСМ да ги прифати барањата на албанците и со тоа да формира влада? И што ќе се случи доколку навистина биде така? Ќе се реши ли политичката криза? Дали СДСМ и ДУИ ќе се договорат, дали СДСМ ќе ги прифати сите барања наведени во платформата на албанскиот политички блок во Македонија, тоа во овој момент не можеме ние како ВМРО-ДПМНЕ да го кажеме. Меѓутоа, едно нешто не смее да се заборави, не смее да го исклучиме. ВМРО-ДПМНЕ е победник на овие избори. ВМРО-ДПМНЕ го освои мнозинството од вкупниот електорат кој излезе на 11 декември да го даде својот глас, да го оствари своето демократско право на избори кредибилни и признаени без никакви проблеми од целокупната светска јавност. Секој оној кој ќе се дрзне да состави влада која нема во себе да ја инкорпорира победничката коалиција, коалицијата зад која стојат мнозинството граѓани во Република Македонија, повлекува можност да си направи проблем ради тоа изигрување на волјата на граѓаните, на мнозинството граѓани во Република Македонија кои го дале гласот за ВМРО-ДПМНЕ и за коалицијата за подобра Македонија. Се наслушавме до сега дека една партија која освоила најмногу гласови во македонскиот блок, во македонските гласачи и од албанските гласачи треба да формира влада. Се беше тоа така до овој момент. Сега тоа правило не важи. Ние не се согласуваме најмногу ради можеме да слушнеме овие денови некои мислења дека во некои европски држави постојат влади каде што во самите влади не се коалициите или партиите кои освоиле најмногу број на гласови на изборите. Меѓутоа, не смее да се заборави дека самите тие експерти годиниве наназад апелира и кажува дека Македонија не може да се поистоветува како тие некои други европски земји, најмногу ради мултиетничкиот карактер на оваа држава. Затоа во Македонија мора да остане принципот, најпосле и договорен со Мајскиот договор, да владата ја составуваат партијата од македонскиот блок која ќе освои најмногу гласови и партијата која ќе освои најмногу гласови од албанскиот блок. Што ќе направат СДСМ и ДУИ, тоа си е нивна работа. Меѓутоа, ВМРО-ДПМНЕ, извршниот комитет и самиот председател Груевски кажа дека секој прекршување на овој принцип повлекува во натамошниот политички живот во Македонија, тој принцип повеќе да не важи. Можеме да се потсетиме на назад во изборните циклуси, дека ВМРО-ДПМНЕ имаше освоено и мнозинство во парламентот. Немаше потреба да преговара со ниедна партија од албанскиот блок. ВМРО-ДПМНЕ имаше доволен број на пратеници и можеше да преговара и со друга, не со победничка, него со друга партија албанска која освоила помал број на гласови и со самото тоа коалициониот договор, преговор да не оди на подобра и на полесна основа. Меѓутоа ние останавме доследни на она што беше договорено и на она за што се залагавме сиот овој период. Од друга страна, исто тука сакам да се навратам на уште два многу битни момента што се провлекуваат после тој 11 декември. Прво е прогласот што го донесе извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ
ако јавно го објави председателот на партијата, господинот Никола Груевски, во моментите кога се случуваше она пародија наречена Државна изборна комисија, кога се правеа обиди за постизборен инженеринг да се изманипулира, да се изигра волјата на гласачите, на оние што гласали и јасно, недвосмислено ја дале поддршката за ВМРО-ДПМНЕ. Во тој проглас, што сите многу добро го знаеме, има неколку битни моменти на кои ќе ја темелиме и нашата политика за понатаму и за овој период додека се преговара, договара нова влада и стабилизација на самата држава. Значи во тој проглас беше кажано дека во Република Македонија, како никаде на друго место, некои амбасадори премногу почна да се меша во внатрешните работи на државата. Ги надмина своите ингеренции и почна да влијаат на донесување на политички одлуки врз некои политички партии во Република Македонија. Тој процес веќе мора да застане. ВМРО-ДПМНЕ е првата која го подигна гласот и каже дека тој процес мора да застане. ВМРО-ДПМНЕ и натаму има одлични одлоси со сите амбасади во Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ останува прозападна ориентирана партија. Се стремиме кон членство во Европска унија и НАТО. Наш стратешки пријател е Соединетите Американски држави. Меѓутоа, замешателството на некои амбасади во внатре политичките односи во Република Македонија, тоа мора еднаш за секогаш да престане. Исто така, беше напоменато дека во Република Македонија ВМРО-ДПМНЕ ќе се бори на сите начини да не дозволи редефинирање на самата држава. Процесот на десоросоизација започна од тој проглас на ВМРО-ДПМНЕ. Тој процес гледаме дека како на големо се шири низ Европа, на големо се шири и во Соединетите Американски држави со доаѓањето на администрацијата на новиот председател. Кој е ставот на вашата партија? Потребни ли се неопходни избори за повторно да се врати нормално состојбата? ВМРО-ДПМНЕ смета дека во овој момент во кој се наоѓа Република Македонија неопходни се брзи, нови, предвремени парламентарни избори. Економски гледано, ние сметаме дека најдобра варијанта е изборите да се случат заедно со локалните избори кои ни следуваат некаде на средината на мај месец. Меѓутоа, треба да постои политичка волја, од друга страна и политичка храброст да се излезе на тие избори. Таа храброст кај другите политички партии во овој момент не ја гледаме. Значи, ВМРО-ДПМНЕ е подготвена на избори во најбрз можен рок. Најдобро сметаме дека тоа треба да се случи заедно со локалните избори. Нашиот став е дека една широка коалиција, каква што се заговара по некои кулоари, е проверен рецепт за неуспех на политичката сцена во Република Македонија. Значи, Република Македонија мора да оди на нови избори, меѓутоа Република Македонија мора да оди на избори каде што ќе има чист граѓански сектор, каде што граѓанскиот сектор, така наречен граѓански сектор, а финансиран со дебели пари од Сорос, ќе биде ставен во рамките. Значи, не може повеќе во Македонија сумнителни пари да финансираат некои невладини организации, а тие невладини организации да бидат приврзок и да бидат алатка во предизборната кампања на Социјалдемократскиот сојуз. Гледате дека со формирањето на здруженијето, на граѓанско здружение на Стоп за Сорос во Македонија, почна паника завладаја во медиумскиот простор, во оној медиумски простор што е финансиран директно со средствата од фондацијата Сорос. Значи,
сите тие невладини организации не се представници на граѓанскиот сектор во Македонија. Тие не ги штитат граѓанските права и слободи. Тие се таму за личен интерес, за лични пари. Невладините организации се во скутот на СДСМ. Дел од тие невладини представници, од тие организации, од Сорос фондацијата спонзорирани, денеска се во пратеничките клупи како представници на СДСМ, во нависоките органи на СДСМ, во нивните извршни на високи органи. На Македонија и е потребен прав, чист граѓански сектор кој се грижи за правата на граѓаните. Задоволни ли сте од резултатите кои што ги остваривте во Куманово? Видите, ВМРО-ДПМНЕ на овие избори на централно ниво и на локално ниво излезе со една програма, реално, програма најобемна до сега што се појавила во еден изборен процес во Република Македонија. Благодарение на таа програма, ВМРО-ДПМНЕ ја извојува победата на централно ниво и ВМРО-ДПМНЕ оствари за нас одличен резултат во градот Куманово. Согласно анализите што ги направи Општинскиот изборен штаб и Републичкиот изборен штаб, бројката од 21.200 гласови се одличен резултат и е тенденција, продолжена тенденција на пораст на гласови на ВМРО-ДПМНЕ на парламентарните избори. Ако ги гледаме на назад, циклусите 2011, 2014 и овие предвременни избори 2016 година. Значи, во Куманово, во програмата на ВМРО-ДПМНЕ се вградија проекти што се од круцијално, од битно значење и кои ќе им олеснат и подобрат животот на граѓаните. Во таа програма беше предвидена и е предвидена, значи, технолошко-индустријска развојна зона, во таа програма е ставена рестартирање на капацитетите индустријски поранишни, така наречени жртви на транзицијата. Во таа програма се предвидени изградба на 7 градинки во Куманово и санација на постојните капацитети. Во таа програма се предвидени многу детски игралишта, паркови, санација на основните и средните училишта и така натаму. Граѓаните на Куманово препознаа и го дадоа својот глас за ВМРО-ДПМНЕ во солиден број. Каде што имаше недостатоци, наши недоследности на некои избирачки места, ги лоцираме и уште сега работиме да отклонување на тие проблеми што ни се јавиле и се спремаме, нели, за локалните избори и се надевам за заедно со парламентарните избори. Исто еден момент тука е многу интересен и би сакал да го споменам. Согласно согледувањата на аналитичкиот центар на ВМРО-ДПМНЕ Куманово, разликата меѓу нас и нашиот политички противник СДСМ е некаде околу 1300 гласа. СДСМ во Куманово, во чисто албанските средини, има земено помеѓу 2 и 2500 гласови. Значи, збориме за чисто албански средини. Тоа ни кажува дека мнозинството од македонската популација и оној дел што е од мешаните средини го дало својот глас за ВМРО-ДПМНЕ и во тие средини ВМРО-ДПМНЕ излезена како победник. Со добивањето гласови од чисто албански средини фактички се преслика ситуацијата од локалните избори, од вториот круг локални избори во Куманово, кога со контингент на гласови од албански лоби групи го добивме сегашниот градоначелник. Зошто ги загуби тогаш СДСМ овие гласови од македонските граѓани? Исполнити ли се ветените проекти до сега? СДСМ нема, видите, вака. ВМРО-ДПМНЕ е единствена партија во Република Македонија која воспостави еден принцип на работа да пред секои избори излезе со своја програма, со конкретни рокови и после завршување на мандатот, дали е тоа редовен или предвремено завршување на мандатот, излезе со свој отчет да видиме пред граѓаните јасно да измерат што сме сработиле, што не сме сработили. Тоа го нема кај СДСМ. Значи, тоа го нема ни на централно ниво, сите овие години, тоа го нема ни на локално ниво. Во време на
мандатите на Дамјановски и во претходните мандати во овие 27 години апсолутна власт на СДСМ на локално ниво. СДСМ, тоест градоначалникот и неговата администрација успеа да го изградат базенот во Куманово, тоа е точно. Меѓутоа тој базен го ветува низ неколку мандати. Роковите за негова изградба и пуштање во потреба ги пробија во неколку наврати. Финансиската конструкција исто така ја пробија во неколку наврати. Другото нешто, ако се погледне, во Куманово нема никаква инвестиција, ниту нешто што е ветено во она што го зборуваше градоначалникот Дамјановски 2013 година пред локалните избори. Значи, ја нема технолошка индустријската развојна зона што он толку помпезно ја најавуваше дека ќе дојде со развојните, со капацитетите внатре, каде што ќе најдат вработување на кумановчани. И веќе го погледнете буџетот на општина Куманово. Значи, буџетот на општина Куманово година назад е копи-пейст, си се прави од година на година и посебно кога ќе дојде вака предизборна година, тоа е една жилботека, се става се и се што, уствари реализацијата е нула. На еден таков буџет како располага општина Куманово, нешто над 30 милиони евра заедно со блок дотациите, ние немаме никакви развојни елементи и компоненти во тој буџет, немаме предвидени никакви капитални проекти за нашиот град. Изминативе денови вашите сопартици го обвинеа градоначалникот и локалната администрација дека не преземаат ништо во однос на аерозагодувањето. Тие истакнаа дека ништо не е ни направено, дека ниту една зелена површина во централното градско подрачје нема, дека само се работи за фиктивна гасификација. Видите вака, тоа е една болна тема што ја отвори ВМРО-ДПМНЕ Куманово и за жал се провлекува повеќе од месец и половина во нашиот град. Значи, во изминатиот период Куманово е лидер по загаденост, не во Македонија, него во европски рамки. Значи, меродавните показатели покажуваат на енормно, неверојатно присуство на PM10 чистичките во воздухот, што се најголеми причинувачи на канцерогените заболувања. Значи, на неколку наврати алармиравме дека Куманово не презема, градоначалникот и неговата администрација ништо не преземаат на таа тема, да се спречи и да некако да се намали тоа загадување што е 20 одеши до 20 пати од она нормална, да кажеме, граница на присуство на PM10 честички во воздухот. Куманово се гуши, Куманово тоне во загаденост, меѓутоа никаде, замислите што ќе се случеше градоначалник да беше од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, ќе го расчерече невладиниот сектор од Сорос, медиумските приврзоци на СДСМ, ќе се јавија разни организации кои ќе алармира за жал на се поголемото присуство на малигни болести на граѓаните на Куманово. Сега тоа никој го нема. Никој никаде го нема. Никој ништо не превзема на таа тема, никој нема да се јави, го нема Зоран Дамјановски на таа тема. Има некои изговори што воопшто не му држат вода. Има изговори на него му е виновно проектот на владата за грејење со пелети или виновна му е мерната станица што била блиско до котларата во кругот на болницата. Па самиот еден советник, што не е од нашите редови, му на седницата што беше посветена на загадувањето, му реплицираше на градоначалникот и му кажа дека тоа не држи вода тој изговор, затоа што таа котлара работи малтене 1 час на ден. Не може таа да предизвикува таква континуирана загаденост повеќе од месец и половина. И на крај паѓа во вода, за жал, врз грбот на Кумановци, ама паѓа во вода и она помпезно
помпезна изјава на Зоран Заев во предизборниот период, дека еве гасификацијата во Куманово е завршен проект, лидери сме за тоа. Да беше завршена гасификацијата во Куманово, немаше да дојдеме до оваа дередже да се гуши, да тоне градот во загаденост. Несвојствена за светски рамки. Во дел од училиштата изминатиот период имаше проблем со нафта. Од општината истакна дека фирмата која што е задолжена за тоа не доставила доволна количина. Дозволиво ли е според вас во најголемата општина во Македонија да се случи ова? Значи во овој период, во овој зимски период на локалната администрација се случија многу проблеми, меѓутоа тие проблеми се производ на нивната неажурност и нивната неспособност за менаџирање со тие проблеми. Апсолутно недозволиво е во зимските услови да не се предвиди да се задосни со набавка за нафта за грејење за училиштава, децава да одат во незатоплени простори. Па што се случи со снегот? Значи тоа е еден невидена работа во Куманово, беше блокирано еден месец во зимски услови од снежната покривка подосна и од ледот. А како што видовме од податоците извадени од Бирото за јавни набавки, договорот на општина Куманово со фирмите за одржување и за чистење на патиштата во зимскиот период е склучен на 5 јануари 2017 година. Значи, за каква одговорна локална самоуправа ние овдека зборуваме? Кумановци цел месец беа блокирани ради неажурноста на службите на градоначалникот и на неговата администрација. Проблем очигледно предизвика сега и топењето на снегот. Имаше реакции на општинскиот комитет и на граѓани на улицата Среќко Пужајлка, особено кој се наоѓа во централното градско подрачје, речи се е непроодлив теренот. Видите, значи не знаат во овој момент од каде попрво да почнат нашите политички противници и за жал раководители на локалната самоуправа во градот. Значи таман се спасија од снегот и од ледот, сега на површина исплива кливите улици, дупките што само ги замачкува од озгора, колку само да се каже дека нешто се има сработено. Улицата што ја споменавте, Среќко Пужајлка, значи таа е улица што поминува покрај централните основни училишта Крстен Мисегоров и браќа Миладиновци. Значи тоа е центарот на градот. Недозволиво е тука, можеме сите да ги видиме тие слики и по социјалните мрежи, луѓе во самите постира и ги повикува надлежните институции, го повикува самиот градоначалник и неговата администрација, една само да се обидат потегот, нели, од Дзче, познатото Кумановско, до кај гимназијата да ја изводат таа улица. Истото и онаа улица што поминува покрај гимназијата. Да не збориме дека после тој снег, откако се стопи, исплива полните контейнери со преполнети, со ѓубре неизнесени, со денови. Значи, во катастрофална, лоша ситуација е моментално Куманово. Општинската организација на СДСМ изминатиот период во овие денови започна и со состаноци за избор на кандидат за градоначалник и советници. Веќе се споменуваат некои имења, меѓу кои на актуелниот секретар на партијата Оливер Спасовски. Кој е вашето мислење? Ќе биде ли исклучен Дамјановски од овие избори? И што ќе се случи? Видите вака, со Дамјановски или без Дамјановски, со Спасовски или без Спасовски, СДСМ на редните избори во Куманово ќе ги загуби. Значи, свесни се и они самите дека следните избори во Куманово мора да се случи промена. Оваа 27 годишна апсолутна власт во Куманово мора да се предаде на луѓе што се одговорни и кои ќе ја поведат општината во друга насока. Куманово во овој момент е град на проблеми. Значи, Куманово во овој момент
кубури со водоснабдување во текот на целата година. Куманово во овој момент е преплавено со непотизам во сите сегменти од локалната администрација. Во Куманово има толку многу проблеми напластено што самите луѓе од СДСМ свесни се дека мора да си заминат од власт. Јавните предпријатија им дишат на апарати. Преплавени се, пренатрупани се со партиски кадри. Имаат проблем со превозот на децата по школите. Па во Куманово е потребно да имаш членска книжка од СДСМ или да имаш пријател од СДСМ да запишеш дете во градинка. Тоа е недозволено. Затоа тие ќе ги изгубат следните избори. Сметате ли дека ќе се надминат недоразбирањата помеѓу неколкуте блокови кои што очигледно ги има во партијата? Зборуваме за СДСМ. Видите, никогаш ВМРО ДПМН не гледало во туѓиот двор. Апсолутно на нас не е битно дали има или нема недоразбирања во Социјалдемократскиот сојуз. На нас како партија пред се ни се битни граѓаните на овој град и тие еднаш да ја добијат локалната самоуправа што ја заслужува. Тоа нема да биде лесно. Значи, да се преземе еден град како што е Куманово, од една страна е ѓаволски тешко, но од друга страна е многу лесен процес. Зошто го зборувам ова? Ѓаволски тешко е да се навлезе во еден систем на работи кои го имаат воспоставено со годините наназад. Значи, сето тоа треба да се исправи и да се насочи во една правилен ток на работите. Од друга страна, е многу лесно да се превземе град како што е Куманово, затоа што во Куманово во овој момент ништо не функционира. Значи, погледнете што се случува со другите градови, со другите општини во државата, каде што има градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН. Владата на ВМРО ДПМН овие години назад превзема многу реформски проекти, многу вложи да создаде современи, модерни, напредни општини. А градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН со својот труд, со својот напор, со вложувањата на себе во тие проекти покажа дека една општина може да заличи, да биде модерна и да биде по сите стандарди. Куманово, ние како ВМРО ДПМН нема да се задоволиме Куманово да биде пристојно само место за живење. Куманово мора да биде лидер на општините во Република Македонија. И тоа ќе го направиме после локалните избори. Каква е состојбата во ВМРО ДПМН? Започна ли кај вас постапката за избор на кандидати, за градоначалник, за советници? Во ВМРО ДПМН започната е постапката за избор на кандидат за градоначалник на престојните локални избори. Уште летоска партијата пушти отворен повик до сите заинтересирани кои се чувствуваат подготвени да приложат своја кандидатура до централата на партијата и да ја истакна својата подготвеност да ја преземат оваа одговорна општествена функција. Партијата си има своји механизми, има демократска постапка согласно статутот на партијата, си прави своји сондажи, анализи и убеден сум дека на крај ќе се избере најпогодната личност која ќе застане на чело на овој град и ќе го поведе Куманово кон едно подобро утре. На Куманово му треба градоначалник и му треба мотивиран тим околу него, мотивиран тим кој ќе вложи максимални напори оваа сивило во кое се наоѓаме во овој момент да го надминеме. Значи на Куманово му требаат проекти, му треба реализација, не му требаат
замачкување очи на година дена пред избори или неколку дена пред избори, Куманово му треба системски реформи, му требаат проекти, му требаат технолошко-индустријска зона, му требаат градинки, му требаат паркови, зеленело и многу други работи што ние како ВМРО тимот што ќе го предводи градот и општината сме подготвени да го преземене тој товар. Постои ли можност да се најдете вие на советничката листа, дали имате амбиции? Воопшто во овој момент не е битно прашањето дали јас или некој друг ќе се најде на советничка листа, кандидат за градоначалник или така натаму. Битно е партијата да после направените анализи и сите согледувања да одреди кој тим е подготвен во овој момент да го преземе Куманово и да го да тргне на правиот пат на модернизација и осовременување. Не е овој момент, не како што се наоѓаме сега. Вие сте раководител на Централниот регистар во Куманово. Беше објавена дека започната постапка за бришење на фирми. Колку фирми од Куманово се наоѓаат на оваа листа и најчесто која е причината? Видите, Централниот регистар, секогаш го кажам, тоа малку нескромно звучи, меѓутоа согласно Doing Business извештајот на Светската банка, кој е најмеродавен на светско ниво, Централниот регистар, работата во Централниот регистар ја поставува Република Македонија на прво место во Европа и трето во светот по индикаторот од почнување на бизнис. Тоа е заслуга на Централниот регистар, но заслуга и на соработката со владата и надлежните министерства. Постапката што ја споменувате е согласно последните неколку од последните измени во Законот за трговските друштва, значи сите оние субјекти, правни субјекти кои не доставиле годишна сметка за тековната година, кои немаат уплатено свој основачки влог или кои немаат запишана електронска адреса за прием на писмена, на пресекот на 31.12 на секоја тековна година се наоѓаат на тој список за бришење. Списокот останува јавно објавен, година дена стои објавата, може да се исправат недоследностите и да бидат тргнати од списокот. Сега со бројките не би калкулират затоа што бројката е голема и е варијабилна у зависност за тоа дали некој сега е на список, меѓутоа утре задутре ќе го внесе својот основачки влог и ќе биде тргнат од тој список. Како и да е, Централниот регистар останува, можеме да се пофалиме, најдобриот сервис за граѓаните во Република Македонија за сите оние потребни информации и документи што може да ги подигнат од кај нас. Почитуван господине Божиновски, ви благодарам што одвоивте време и што бевте гостин во нашата емисија. Уште еднаш ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.